Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Законот за јавното обвинителство е суштината за правна држава, владење на правото и санкционирање на сите оние кои што сториле кривично дело. Очигледна е нервозата кај извршителот на Груевски, Христијан Мицкоски, затоа што не успеа да го реализира налогот на неговиот шеф и ментор Никола Груевски. Толку е очаен што синокешниот потек на извршителот Мицкоски преку обвинетиот колега пратеник Илија Димовски да глуми загриженост за законот, всушност покажа дека воопшто, ама воопшто не ги разбира правните процедури. Законот, почитувани граѓани, ја гарантира и ја бетонира нашата европска перспектива и наша обврска како партии е да покажеме одговорност и грижа за иднината на овие, но и за идните генерации. И покрај сите блокади, обструкции, противења, извршителот Мицкоски не успеа во својата мисија да го одбрани криминалот на неговата партија. Со законот за јавно обвинителство одговорно тврдиме дека нема никаква скриена амнестија за криминалот на режимот, туку ќе има одговорност за сите. Законот значи дека ќе има правна завршница за сите судски случаи во кои се обвинети поранешни функционери на ВМРО-ДПМН, а меѓу нив и Никола Груевски, шефот и ментор на Христијан Мицкоски. Ова, почитувани граѓани, им е јасно во Белиот дворец на ВМРО-ДПМН и затоа е толку голема паниката, но и стравот кај нив. Прислушуваните материјали остануваат докази до законскиот рок, а за останатите предмети ќе бидат индиции. Тоа не значи никаква амнестија за никого. Напротив, законот гарантира дека сите судски процеси кои произлегуваат од специјалното јавно обвинителство ќе добијат своја правна разрешница низ професионална и фер постапка базирана на докази. Ние, како пратеници во собранието, треба да се ставиме на страната на правдата, на страната на сигурната иднина и да гласаме за ова законско решение. Секако да бидеме оптимисти и да очекуваме двотретинско мнозинство во собранието. Ова, почитувани граѓани, ни е шанса да го потврдиме европскиот пат на нашата земја и заедно да ја потврдиме нашата стратешка определба во обезбедувањето на правната држава, во обезбедувањето на владењето на правото. Ви благодарам.